Да, почитувани, тука сме во студиото со господинот Александар Трајановски, подпредседател на СДСМ. Со него ќе разговараме за тековните актуелности во државата, за сето оно што се случува на политички и општествен план. Се разбира дека трагедијата во Гостивар се уште ја бранува јавноста, се уште од таму доаѓаат повеќе прашања околку одговори. Ќе разговараме за тоа, но ќе разговараме и за стратегијата на опозицијската партија, каде се наоѓаат тие во целата приказна, за прашањето за евентуални предвремени избори, но и за сето она што е секогаш актуелно, тоа е преговарачката рамка, европскиот пат, но и состојбата на здравствениот систем. Господин Трајановски, добро дојдовте во интервјуто на Телевизија 24. Добро ви најдов. Да, еве, јас предлагам да почнеме веднаш со Гостивар, бидејќи тоа прашање некако е сега најактуелно, гледаме дека секој ден доаѓаат нови и нови информации, но кога што кажав, некако одговорите за ова прашање не се целосни. Во првата реакција на владеачката партија, на владеачката ВМРО-ДПМН, кога излезе веста за Гостивар, нивната прва пресконференција беше дека за тоа е виновна опозицијата, бидејќи вие таму сте го поддржале градоначалникот на Таравари, заедно со Таравари и со Дуи сте го избрале и некако веднаш кажаа дека и за тоа што се случило во Гостивар сте виновни вие. Видете вака сега. Буквално за Гостивар кога ќе збориме, мора да бидеме јасни, да кажеме дека одговорноста треба да биде од горе надоле. Тука не амнестираме и локалната самоуправа, но секако најголемата одговорност треба да оди на кондото на владачката партија, затоа што е таа партија која треба да ја стави таа хаварија што се случи во контрола во некои граници, за да не ескалира. Зашто Социјалдемократскиот сојуз толку грчевито на сите пресконференции се бори со ВМРО-ДПМН за да го натера ВМРО-ДПМН да ги извади сите документи што беа таму испитувани, сите документи, целата патека на движење, како се движеа работите во Гостивар. Ако се сеќавате, првите симптоми што се јавуваа во Гостиварската болница беа уште при крајот на јули негде, да речем. Сега, вие замислете, доколку неколку дена поред во Гостиварската болница имаме бројна заболени, кои се 200, 300, тоа се бројка од со една иста клиничка слика, а вие при тоа да не преземате никаква активност и за тоа да обвинувате примарно локалната власт, иако директорот на болницата изјави дека било известено Министерството за здравство. Министерството за здравство, за жал, тогаш беше во примо предавање, ако се сеќавате на министерските функции. Ама тоа ли е причина за да затаи системот? Па има ли таму заменик министри, има ли генерални секретари или било што? Второ, зашто ние толку сме агресивни визави оваа тема? Затоа што граѓаните во Гостивар заслужуваат одговори. Сега моментално треба некој катадневно да излегува на телевизија, да прави пресови со цел да се смири населението, со цел да се едуцира населението како да се движи ситуацијата надака. Знаете како, кога има вакви теми и кога вие сте биле на власти во ВМРО-ДПМН опозиција и обратно, нели? Секогаш по дефолт некако опозицијата критикува, власта брани и обратно. И тука имаме и малку и сменети улоги на микрониво, бидејќи општинската власт е на некој начин опозицијска. И некако не е ново ова што го слушаме од опозицијска партија, ајде да речеме. Па еве директно да ме прашам, бидејќи за Гостивар за сега, според оно што е кажано, според истрагата, гледаме дека одговара директорката на јавното предпријатие, тие таму вработени, некако не се спомнуваат центрите за јавно здравје или Институтот за јавно здравје, таа, како што вие велите, одговорност по вертикала, или градоначалникот. Па еве, директно да ве прашам, бидејќи ве обвинува ВМРО-ДПМН дека вие го поддржувате градоначалникот, вие мислите ли дека градоначалникот треба да одговара за това? Јас едно ги кажам, апсолутно. Секој што има кривица во овој дел од оваа хаварија што се случи, треба да одговара. Без заштита од било кого. И не е битно кој на која политичка партија припаѓа. Јас едно ќе кажам, 21 век да се случи вакво водоводно загадување со колиформни бактерии е рамно на еколошка, рамно на катастрофа. Такво нешто
одамна се нема случајно, обично знае да се јави доколку има поплави или неки други елементарни непогоди. Ама сега, во овој случај, да се случи вакво нешто, 21 век, треба да одговараат сите до еден. Ако се сеќавате, излезе една информација дека се правела нека водоводна мрежа за 7 милиони евра кои биле швајцарски грант. За колку пари после тоа се докаже дека не е завршен тој проект. Сеќавате за некои 250 евра. Изгледа таа информација која во најмала рака бизарна, јас ми кажам. Бизарна, така, значи, ако е точна таа информација, треба стварно да одговара некој. Зашто го зборам ова? Ако капата на сите центри за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, он ги контролира сите центри за јавно здравје. Што правил Центарот за јавно здравје во Тетово, или во Гостива, што е подружница во Тетово, 5 дена? Дали известувал некого, дали пратил негде сигнали, или само испитувал водава? Тоа се златни 5 дена кои се изгубени, кои ги посочи министерот. Пазете. Значи, а од друга страна, директорот на Гостиварската болница кажува дека е известен, Министерството за затвор дека е известено. Значи, тука имаме нишка која е прекината, која известувањето кое треба да стигне до сегде е прекинато. Или некој спиел, очигледно. За тоа некој мора да преземе одговорност. Да. Колку ви е, господине Трановски, како опозицијска партија, но и како СДСМ во моментов, ајде да речеме, тешко да градите стратегија во поглед на вакви настани, бидејќи знаеме дека ВМРО ДПМН веднаш штом ќе спомнете, вие вади модуларната болница, одговорноста на Венко Филипче и тука веднаш ви прават еден таков блок за да понатаму, не знам, тешко е да изградите стратегија по тоа. Видете, ние... Мислам, ќе беше подобро тука да е господинот Филипче за ова прашање, но морам и вас да ве прашам, сепак сте потпредседател. Апсолутно, значи ние, ако се кавате кога бевме на власт, дозволивме да се прави анкетна комисија за онкологија, значи тоа е во наше време излезе случајот онкологија, значи не сме дозволиле работи да се заташкаат, па да се криеме по пресови, да не излегуваме на пресови. Апсолутно председателот Венко Филипче, ако се кавате уште во време на ковид, излегуваше ката дневно на телевизија и буквално ги даваше секој дневно насоките, како и кризниот штаб, насоките, како и што да се справиме со една светска здравствена криза, а моменталната власт не може да се справи со криза која се јавува во Гостивар, која малтене скоро 10% од населението во Гостивар е отровено. Значи, тука има една голема разлика, значи, во тоа како се одвивале настаните тогаш, како се одвиваат настаните сега. Да, модуларната болница е исто, заврши со судски случаи, ако се сеќавате. Затоа и министерот Венко Филипче тогашен поднесе морална оставка, која не му беше прифатена. Ја не слушнав овде, после 2,5 години, после онаа трагедија што ни се случи во Кочани, никој да понесе барем морална или политичка одговорност. И после тоа се нижат само катастрофи и врвот беше Гостивар, каде што се уште не гледаме никаква морална одговорност од никого. Да, кога ги гледаме, господине Трановски, анкетите, последната анкета на Market Vision, таа што беше објавена, се чини дека СДСМ не стои баш добро со анкетите. Дали вашите анкети го покажуваат истото? Бидејќи вие ги набројувате овие катастрофи, хаварии кои навистина се случија и кои по некои претпоставки и анализи требаше да го намалат рейтингот на централната власт или на ВМРО ДПМН, но не гледаме дека тоа се случува. Видите, ако се вистински тие анкети како што ги најавува владачката партија, тогаш зашто се спрема за предвремени избори? Примерно. Второ, едно морам да кажам, од тие анкети ќе видите и други резултати, а тоа е падот на владачкото мнозинство за цели 150.000 гласа. Потоа ќе го земам тука, знам кој е веќе сведен на статистичка грешка. Да, Социјалдемократскиот сојуз по долго време е двоцифрен на тие анкети и ја намалува предноста со ВМРО ДПМН, така да нашите анкети моментално се граѓаните, нашите анкети се моментално членството кое да што можам да кажам слободно ова работно лето го искористивме апсолутно за комуникација со сите општински организации
Иако се сеќавате пред 2 години после таков политички нокаут како партија што го доживеавме на тие парламентарни избори, начекавме едни општински организации девастирани, пол од нив затворени, разочарано членство од дел од функционери. Така да за 2 години успеавме да ја стабилизираме партијата и тоа е факт. Добро, тоа не може да побие никој. Што покажуваат вашите анкети, кажете? Нашите анкети покажуваат дека ние имаме еден тренд на раст, кој ќе ги објавиме секако, и нашиот фокус моментално е членството. Но анкетите се бројки, гледате дека во тие анкети што не ги спомнува никој од водачката партија, 71% се за членство во Европската унија. И имаме огромен број на гласачи кои се неопределени. Да, но така не ги слушаме. Тие анкети може да. Но не ги слушаме бројките ваши. Никако да ги добиете и тие бројки наскоро. Ќе ги објавите? Да, секако. Добро, кога зборуваме за рейтингот или за анкетите или за позицијата на СДСМ, многу аналитичари се согласуваат дека и вие велите партијата доживеа нокаут на последните парламентарни избори, па и на локалните и на претседателските, дека тоа се должи на една серија на настани на кои сега нема да се навраќаме да ги набројуваме, но сепак тоа се настани еден по друг, кои довеле до сега ова. И сега прашањето е што правите вие за да ја смените таа перцепција кај граѓаните? Мислам, како вие, тој еден просечен гласач, би го убедиле дека вие нудите нешто ново, нешто поразлично од оној СДСМ кој владеал до пред 2 години? Видете, лесно е на македонскиот гласач да ја препознае разликата од нашето владење и владењето на ВМРО ДПМН. Доволно е само да се свртите, да ги погледнете цените, како галопираат буквално на секој ниво. Значи имаме нафта која веќе стига до 100 денари по литар. Имаме покачување на парното за 6%. Имаме, значи, затајување на социјални трансфери, одложено плаќање, поземување од други компании државни, како што е МАНАФ, за реисплата на кинески кредити. Све тоа, знаете кој ќе го плаќа, така? Све тоа ќе биде на грбот на граѓаните. И да заборив уште една работа, која е многу битна, изгласување на данок на имот за 40% поголем во Кочани, од советниците на Кочани. Значи, тоа се мерки кои и како ќе ги осетат граѓаните. А од друга страна, немаме раст на минималната плата, е закована од кога е дојден ова влада на власт. Буквално се фалат со таа просечна плата, а од таа просечна плата, ако ги земете извештаите доја, па ќе видите дека 1/3 од населението зима под просечната плата. Ова 3/4, не 1/3 само зима. Така да, кога ќе видите какви се тие све мерки, јасно ќе им стане на граѓаните кој во тоа време давал повеќе за граѓаните, затоа што имало и мерки. Една работа е исто спомна, пошто ВМРО милува да се споредува со нас за нашите неуспеси, наводно. Ќе кажам дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз се намали ДДВ-то на парното од 18 на 5%, ако се сеќавате, за да граѓаните директно добијат помали сметки дома за парно. За разлика од сега каде што владата упорно тоа го минимализира како минимално покачување на парното, минимално покачување на здравствените услуги од фондот, минимално, додека пак све тоа влие на джебот на граѓаните. Затоа што синдикалната кошничка, ако се сеќавате, значи до 70.000 денари беше стигната, и тоа без, пазете, млад мрачен пар ако сака да изнеми сега и стан, и со таа синдикална ќе стигне до 80.000 денари. Нив треба да ги прашаме како се снаоѓаат со тие финансиски средства. Добро, повторно се враќаме на партиската стратегија на состојбите во СДСМ, уште една работа која на некој начин ја потреса партијата, тоа е појавата на она движење 12/5. Значи, Гордан Георгиев, Игор Ивановски и Андреј Петров и останатите таму кои сите се појавија, но имаше таму
видовме и ваши пратеници кои се појавија таму, кои дојдаа таму. Која порака ја пратија тие што се појавија таму и дали ова движење сега предизвикува сериозен потрес во СДС? Јас ќе кажам неколку збора за платформата која беше најавена и која видовме сите за затворени врати. Сепак тоа се искусни партиски членови, наши партиски членови на Социјалдемократскиот сојуз, на кои ние на седница на извршниот одбор заедно со председател Венко Филипче пруживме рака, отворивме простор за дебата, кој претходно беше отворен, ама еве сега јавно ги повикавме сите членови да дојдат на Бихачка за да дебатираме и да ги споредиме сите ставови и да видиме каде е нивното незадоволство, а каде е нашиот пат. Морам да напоменам дека и во претходните 2 години председател Венко Филипче можам да кажам сигурно дека со голем дел од присутни таму на таа тркалезна маса, како да наречем, беше во контакт и има дури понудени партиски функции, но знаете Социјалдемократскиот сојуз, како што реков претходно, после тој пораз беше стварно нокаутиран и голем дел од нив можеби не видоа начин да се да смогнат сили да помогнат на Социјалдемократскиот сојуз кога е најтешко. Сега кога видоа сите дека Социјалдемократскиот сојуз се движи во една позитивна, па дека можеби не како што очекува дел од членството да е тоа галопирачки, затоа што владата го возможува тоа, ама сепак имаме некој нагорен тренд, се појавува таа платформа која јас лично како потпредседател нема да ја критикувам затоа што мислам дека сите спротивставени ставови треба да ги прифатиме во партијата, колку и да се тие некогаш болни. Ако имаат за добро на партијата, за обединување на партијата, да. Ама доколку таа платформа е за рушење на Социјалдемократскиот сојуз, да се рушите сам себе, тогаш од тоа нема ништо да излезе освен проект на... Што мислите за вашите пратеници кои се појавиле таму? Апсолутно, ја кажам уште еднаш, ние сме демократска партија и сите можат да се појават на сите платформи кои се организирани, исто тоа се членови од Социјалдемократскиот сојуз. Со сите разговарано, секако и со Славјанка и со Сашко Митовски како градоначалник, разговараше и председателот, како и организацијските секретари, така да тоа е нивна одлука дали ќе се појават на платформа која е организирана, пак ќе кажам, од членови на Социјалдемократскиот сојуз. Добро, Андреј Петров во реакцијата тогаш каде што ги повикавте да дојдат, кога ве одбија, кажа дека тие нема за што да разговараат со вас, отприлика даде таму некакво објаснување, но меѓу другото рече дека да не им нудете веќе високи функции таму, да не им нудите такви работи, бидејќи нема да прифатат такво нешто. Тоа е извртување. Што им е нудено? Вака се, пак ќе кажам уште еднаш, тоа е извртување на тие тези што Андреј Петров проба да ги изврти, тезите на целиот извршен одбор, како и на председателот. Нашата порака беше дојдете на дебата. Значи не беше порака за нудење на функции. Беше порака дојдете на дебата да разговараме. Функциите се нудени уште пред 2 години на дел од тие членови. Нормално, да бидат дел од партиските тела. Значи тоа е страшно извртување на теза кое сите поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз и членови треба да го знаат. Јас сум убеден дека нема член на Социјалдемократскиот сојуз кој сака поделба. Нема член на Социјалдемократскиот сојуз кој сака сопствената партија да се бори со себе. Ние имаме еден противник, тоа е ВМРО ДПМН. И будно го следиме. Верувајте, за тоа смета Социјалдемократскиот сојуз. Се појавија некои информации во јавноста или анализи или информации неофицијални се разбира дека можеби за таа платформа стои поранешниот председател на партијата Бранко Црвенковски. Имате ли такви информации? За жал немам такви информации, нити стигнала до мене таква информација, не можам да одговарам за нешто што стварно немам информации. Во однос на прашањето за предвремени избори, бара ли партијата сега предвремени избори? Бидејќи логично е по дефолт, ми се чини опозицијска партија да бара предвремени избори. Некако сте тивки во тоа прашање.
единствен што е одговорен за предвремени парламентарни избори е владата на ВМРО-ДПМН. Од нив зависи дали ќе има избори и кога ќе бидат распишани изборите, затоа што ги имаат апсолутното мнозинство. Ние како партија останува да се спремаме и тоа го правиме. Апсолутно. И со платформата која беше објавена во Александар Палас на последниот конгрес, така и со апсолутно со сите општински организации ширум нашата држава. И пак ќе повторам, кога и да има парламентарни избори, ние сме спремни да излеземе и да се бориме со цел да ја насочиме државата во една правилна насока. Но не ги барат. Предвремени парламентарни избори, ја ќе кажам уште еднаш ќе повторам сега. Кога и да има, ние сме спремни да излеземе на предвремени парламентарни избори. Добро, во однос на исто така некако ми се чини дека како да станавте тивки за прашањето за уставни измени, за преговарачката рамка, имавте едно време една изразена динамика на таа тема, сега гледам дека некако не ја спомнувате многу. Дали е тоа поради критиките на ВМРО-ДПМН дека освен Бугарија само СДСМ бара уставни измени, никој друг? Многу говоревме и нашите ставови се тука кристално јасни, за разлика од ставовите на ВМРО-ДПМН. Ако ги погледнете уназад ставовите на ВМРО-ДПМН, ќе видите прво што падна во очи беше изјавата дека ние сме спремни да чекаме децении. Кои тоа ние сме спремни да чекаме децении? Функционерите од владачкото мнозинство или народот е спремен да чека со децении? По анкетата не е народот спремен да чека со децении, ако 70% сака Европска унија и интеграција во Европската унија. Второ, како поминуваше време, ќе видите изјавата на председателката дека нас ни е загарантиран идентитетот со договорот со францускиот предлог. Во последните изјави да видите, да кажат дека протоколите не се дел од преговарачката рамка. А 4 години се сее хистерија дека ние сме предавници, дека ние со по секоја цена ги внесеме бугарите во уставот, дека ние по секоја цена сакаме да напредуваме Европската унија. Тоа се многу битни разлики, затоа што владачкото мнозинство дојде на власт буквално советување до граѓаните дека ќе го репреговара тој договор, па дека дури ако има потреба и ќе го раскине тој договор. Па јас сега од таму сакаме да прашам. Зашто, ако имаме штетен договор, како што каже владачкото мнозинство, зашто побогу тој не го раскинате? Тоа е едно од прашањата. И второ, многу битно, ако цело време се држите до таа теза, дека нема никогаш да ги поминеме уставните промени, значи, тогаш логично на тоа следствено кажува дека единствена партија која се бори за Европската иднина е Социјалдемократскиот сојуз. Не ве прашав кога зборувавме за партијата, за партиската стратегија, за комуникацијската стратегија. Имаше доста критики, господин Трајановски, во однос на тоа каков начин на комуникација користите, особено за речникот во соопштенијата, за насловите, за начинот да ги се обраќате до поединци константно, ги спомнувахте, значи од позиција на партија, на еден вид на институција, вие се расправате со поединци, до она фамозно соопштение до Петар Арсовски, не знам, ја продолвирате за вечера. Мислам, навистина тоа, не знам како, поинако би го опишал, освен како крајно примитивно. Согласувате ли вие со ваков тип на партиска комуникација? Исклучително го ценам прво Петар Арсовски како аналитичар. Сум го гледал многу пати и кај вас и на други телевизии. Симптоматично е тоа како преку ноќ ставовите на платформата се некако по блиски до него. Ја ќе го ставам тоа сепак на него. Ама ако мислите дека Социјалдемократскиот сојуз ќе служи како вреќа за буксирање на сите, а ние да не смееме ни да имаме можност да се браниме, зборувам за начините на комуникација. Затоа што видите, владачката партија со говорот на омраза
со следењето на претходниот премиер, каде оди, што оди, и со сите слики, и со сите напади кон сегашниот наш председател Венко Филипче. Тоа е дозволено и нормално, а наш одговор, кога сме боксерска вреќа, тоа не е нормално. Значи мораме малце да ги тезите да ги разобличуваме. господин Трановски јас се сложувам со вас, дека тоа се лични конфронтации. Не е само тоа, туку начинот на комуникација е прилично примитивен. Мислам, знаете како, оние што гледаат од страна ќе кажат, па на што се сведе СДСМ, на ваков тип на комуникација? Видете, СДСМ само дава одговор на секој напад што го доживува константно напади, буквално од целото гледачко мнозинство, буквално од медиуми е линчуван. И председателот и тие околу него, линчуван, буквално. И тоа го знаете. Ако се секавате како само Венко Филипче беше оценуван од ваши колеги новинари дека е убиец на бебиња и слично, па никој не се побуни од ЗНМ, ако се секавате на таквите напади према нашиот председател. Сега, кога ние ќе изреагираме за било што, тогаш одма се дига вревата. Мислам дека насоката која ние треба како партија да имаме, а и тоа го покажуваме, е владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Да, добро, немам уште многу време, ве молам за уште еден кус одговор. Скоро и председателот на партијата зборуваше за проблемите во здравството и двајцата сте, нели, од таа фела, тој сектор, и двајцата сте доктори, лекари. Многу се зборуваше за тие сали на клиниките кои беа најавени дека се готови, но не се отворени, ми се чини дека се уште не се. Иако се најавени дека се готови, но ми се чини дека и вие како партија некако не зборувате многу за тој проблем. Видете, или ми се чини? Актуелна тема моментално е Гостивар, и таму сме фокусирани, секако имало и пресконференција апсолутно, ако сте ги следели за операционите сали, затоа што сеќавам дека беа 6 април отворени свечено. За жал се уште не се ставени во функција, колку е поминате април, мај, јуни, јули, август, кај дојде веќе 4 месеци не се во функција. Зашто е тоа така? Ќе треба да се обратите до Министерството за здравство и за тие што сте надлежни за тие операциони сали, за изведувачите на тие операциони сали, но сепак, пак ќе кажам дека главниот товар го трпи македонскиот граѓанин тука, затоа што ако немате сали кои се најавени дека се отворени, тоа е една манипулација со македонските граѓани и мислам дека и за тоа треба некој да даде дебело објаснување зашто е така. Има низа проблеми во здравството кои за жал споро се решаваат, ама изгледа и таа промена на министри, на ресори влијае на све тоа. Така да, еве, ако видите во самото владење на ВМРО-ДПМНЕ 2 години се сменија 3, ми се чини еве сега имаме нов двоец, Лековски, Перински, да речеме. Очекувате ли од нив да ги подобрат состојбите? Не, апсолутно. Ако се работи под партиска директива, мислам дека здравството тешко да ќе напредува. Добро. Господине Трајновски, ви благодарам за ова интервју. Благодарам се, секогаш ми задоволство. Почитувани, ова беше Александар Трајновски, потпредседател на СДСМ. Ви благодариме. Останете со програмата на Телевизија 24.